Почитувани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на емисијата Интерактив. Денеска се наоѓаме во просториите на јавната установа библиотеката Искра во Кочани и ќе разговараме со личност која по големиот дел од својот живот го поминала пред малите екрани. Личност која истражува, пишува и остава длабок белег зад себе. Станува збор за господинот Киро Герасимов. Добар ден и добро ни дојдовте во нашата емисија. Вие долго време сте работеле како новинар. Кажете ми, од каде кај вас се појави желбата за оваа професија? Нели секоја работа има своја одговорност? Која е одговорноста на оваа професија? И кој е лекот да се биде успешен и квалитетен новинар? Вака, моите први почетоци беа во далечната 66-та година, 65-та, 66-та, кога како ученик во 8 одделение во Основното училиште Раде Кратовче станав член на детската радиодрама на Радио Кочани. Непосредно после тоа почнав да контактирам, да другарувам со тамошните спикери, новинари и целиот мој временски период додека учев во средното училиште во гимназијата Лјупчо Сантов го поминав пред микрофонот на Радио Кочани. Токму од тука се и моите први почетоци во новинарството. Кога се запишав на факултет во далечната 72-73 година, станав соработник на неколку дневни вестници, меѓутоа и на списанија. Млад борец, студентски збор, другарче, тогашниот екран, починка вестникот, каде што објавував написи од животот на студентите, меѓутоа објавував и своји лични творби, записи и дописи од источниот крај. Веднаш по дипломирањето, пред дипломирањето, некаде во 3-та година, станав член на редакцијата на Радио Скопје, на емисијата Бранови на младоста, подоцна Црвени карамфили. Главен и одговорен уредник ми беше Милутин Чолович, човек со богато новинарско искуство. Меѓутоа, работев со генерацијата новинари Огнен Герасимовски, Сонја Гиздавич, Катерина Цветановска, Марко Илковски и Стојан Тренчевски, покојниот. Така да бевме тоа генерацијата која ја создаваше емисијата, генерација која заедно со Чолович направивме една емисија во живо, која се емитуваше од Младинскиот културен центар. Тоа беше за 25 мај 1975 година. Значи, интересно беше по повод Денот на младоста, редакцијата и емисијата Црвени карамфили излезе од програмската шема на Македонското радио и за прв пат емитувавме за аналите на тогашното Радио Скопје емисија во живо. Драго ми е што би јас бев член на таа екипа и подготвивме интересни материјали. Јас да речеме за само месец дена хонорарно работење во младинската редакција, тогашниот уредник ми даде една многу одговорна задача, бидејќи бев активен студент на филолошкиот факултет, да ја водам емисијата Индекс 202, која се емитуваше на програмата на Македонското радио. Значи, во учебната 74-та, 75-та и 75-та и 76-та јас ја уредував и водев емисијата Индекс 202 на програмата на Македонското радио, заедно со новинарката Данче Гогова. Меѓутоа, случајот сакаше таму некаде пред крајот на 76-та година да се вратам во Кочани, надевајќи се дека овде ќе најдам работа како дипломиран професор по македонски јазик. Меѓутоа, новинарството уште од младоста ми остана во крвта и за само 2 месеци талкање по работните места и по установите каде да најдам работа, ме ангажира за хонорарен дописник на Македонската телевизија од Кочани. Работев година дена како хонорарец, меѓутоа во исто време се вработив како професор во Работничкиот универзитет и во Основното училиште во Облешево. Значи, ја искусив и таа работа некаде од година дена. Меѓутоа, со решение на управниот одбор на Македонската радиотелевизија, значи тогашната радиотелевизија Скопје, од 1 јануари 78 година ме вработија како професионален новинар
дописник на македонската радиотелевизија од Кочанскиот крај. Започнав многу едноставно, меѓутоа и многу скромно, како новинар со новинарска категорија 9 или приправник. За да на крајот од мојот работен век со некаде околу 38 години и 7 месеци работен стаж во македонската телевизија, завршам на новинарската позиција уредник во редакција со прва новинарска категорија. За тие 38 години покривав огромен дел од територијата на Македонија, почнувајќи од Гевгелија, па се до Кумарово, Кривапаланка, Берово, Пробиштип, Кратово, Делчево, Македонска Каменица, Кочани, Штип, Радови, Струмица. Интересни доживувања. Ме праша дали ако еднаш влезеш во новинарството, можеш да излезеш. Во новинарството секој ден има нови предизвици, нови пријателства, нови доживувања, меѓутоа и многу неизвестности. Јас жалам што, гледајќи ги денешниве мои колеги, помлади колеги, се сведува на она кој кажал и дали ќе добијам ја некое официјално соопштение од некоја организација, некоја установа или политичка партија. Или не ми се допаѓа тоа што се користат новинските агенции не како информатори, туку copy-paste. Во наше време истражувачкото новинарство беше многу присутно. Јас денеска од позиција на постар новинар, кој веќе сум во 70-та година од животот, желен сум на програмите на било која телевизија да видам една убава репортажа, една истражувачка репортажа. Репортажа која ќе ни го донесе обичниот човек на програмата во македонскиот етер и на македонското гледалиште. Како новинар бев присутен на театарски представи, на концерти, меѓутоа и на штрајкови, кои во 91-та година со самостојувањето на Македонија беа присутни во овој дел на Македонија. Имам многу немили настани со штрајкот на земјоделците, оризопроизводителите во Кочани. Дури во еден случај, кога водостопанското претпријатие им ја запре водата на земјоделците, известував од терен за да како невина екипата на македонската телевизија ни биде уништен дел од нашето возило. Во еден друг случај не беше уништена и камерата, одземена и касетата. Меѓутоа, на таквите немили настани, не сакам да се сеќавам, тие биле дел од тогашната дневна политика, од тоа големо политиканство на овој дел на народот, кој до ден денес е задоен со многу, како да ти кажам, мисли дека се што ќе се каже, се е вистинито. Не. Во секое кажување има и втора страна. Како новинар ги добивав соопштенијата, да речеме, од Општинскиот комитет на СК, на социјалистички, на младина, на се, во кои пишуваше за одредени личности, за некои аномалии и се. Меѓутоа, ние на програмата на Македонската радиотелевизија не ги емитувавме буквално соопштенијата, туку соопштението или информацијата ни беше појдовна да ја направиме сторијата или приказната за тој настан. Како што споменав, вие и пишувате. Кажете ми од каде е инспирацијата и која е темата за која најчесто пишувате? Имате доста книги кои што се издадени за истражување за Кочани, Кочанско, околината. Од каде кај вас се појави желбата да најдете некоја информација повеќе и сето тоа да го преточите на лист хартија за да биде достапно на идните генерации? Вака, новинарството ми овозможи да истражувам. Може би ќе биде малку нескромно да кажам, ама во изминативе 38 години се што имам напишано е собрано во папки, средено, срочено и сето тоа документирано и сето тоа се наоѓа како материјал во просториите на роднокрајното одделение на Кочанската библиотека. Сиот материјал што сум го напишал, тоа се некаде околу 140 томови на книги, се преотстапени на Кочанската библиотека.
Од тој материјал до сега четворица веќе магистрирале, што ми дава посебно задоволство за она што сум го работел во изминатите години и сум го оставил како богатство не само на Кочанскиот крај, туку и на крајот пошироко. Работејќи, доаѓав до секакви информации, до секакви бележења. Да речеме, еден пример ќе ви кажам, правејќи една репортажа за селото Саса, Горна Саса, на оној разговор со мештаните, ми беа прикажани толку многу поговорки, пословици, приказни, верувања, гатанки, сето тоа го снимав јас. Со мене носев и магнетофон. И сето тоа уредно после го бележев и оттаму произлегува и тие 5-6 книги со народни умотворби од Осоговијата и од Кочанскиот крај. Драго ми е што луѓето ми веруваа и тогаш, а и денес во сето она што ќе го напишам. И драго ми е уште повеќе што има интерес за моите книги. Поезија пишувам уште од основното училиште. Меѓутоа, морам искрено да ти кажам, се школував со една генерација на деца, чии родители беа малку поимашни, побогати. Јас бев дете на дзидар и мајка домакинка. Меѓутоа, скромен ученик, кој до ден денес се труди да направи нешто и да му остави на овој град. Значи, форсирањето не ми беше уште од основното училиште, туку потпртнувањето, ете, кој е тој. Меѓутоа, трудот и работата доаѓа до израз. Првата збирка поезија ја објавив во 84-та година. Издавач ми беше Матичната библиотека Искра од Кочани, која во наредните години уште на 20 на мои книги ќе биде издавач. Луѓето и редакцијскиот одбор во библиотеката ја процениле работата и вредноста на делата и се јавуваат како издавачи. Инаку првите песни ги објавив во студентски збор, Млад борец, во Починка, во Другарче, во Детска радост, во Развигор, така да целокупното тоа творештво е собрано во неколку збирки на песни. Да речеме детската стихозбирка Златното рипче, потоа неколку стихозбирката Спомени, Тајната на зборот и уште неколку други, да. Да се задржам конкретно на темава со пишувањето. Сега скоро имавте објавено 3 ваши книги. Може ли да ми кажете нешто повеќе во врска со нив? Имате ли некоја ваша драга книга и зошто, например, таа книга ви е една од омилените? Па вака, сите мои книги што сум ги напишал ми се драги. Без разлика дали книгата е од 30 на страници или од 300 страници. Секој текст запишан и ставен под корици ја има својата вредност во семејната или пошироката библиотека. Се зафатив со реализирањето на проектот Богатство запишано во времето. Тоа се 3 книги во кои ги собрав сите репортажи, не сите, имам уште многу, објавени за Кочани, Кочанскиот крај, за настаните, за луѓето во него. Тоа се 3 книги за кои голема благодарност му должам на градоначалникот Николчо Илиев, кој ја согледа способноста моја да можам да пишувам и да оставам траги, и овие книги се дел од проектот на општината Кочани во делот на културата и издавачката дејност. Меѓутоа, тука да не ги занемарам и останатите мои пријатели, кои уште од младоста, од детството, другаруваме до ден денес и ми помагаат во издавањето на книгите. Омилена книга. Сите книги се омилени. Да речеме, збирката раскази под наслов Доклевски вишнеења ми е драга затоа што во неја имам некаде околу 12 раскази напишани за Доклевското мало, за старото Доклевско мало, кое веќе половината и повеќе го нема. За животот во 60-тите години, кога бевме деца на 10 годишна возраст и кога трчавме по сокаците на Доклевското мало. Денес него го нема, се е урбанизирано, модернизирано, меѓутоа носталгијата која останала по него ми е сосема драга. Исто така драга ми е и книгата Во светлината на вечноста, каде што се обидов да ги регистрирам сите историски и археолошки
и црковни вредности во Кочанско-Виничкиот крај. Инаку, да ви кажам дека промотор на книгата беше сегашниот владика на Македонската православна црква, господин Стефан, кој на ден на Свети Никола ја промовираше книгата во Виница. Во неговата беседа пред присутните на промоцијата ќе ги запаметам зборовите кога кажа: кој би поверувал дека нашиот почитуван Герасимов, кој се школувал да биде професор по литература, ќе влезе толку длабоко и толку високо и толку широко во длабините на нашата историја, на нашето христијанско живење. И уште многу други книги ми се драги, меѓутоа не би одвоил некоја посебно, да. А споменавте исто така дека со помош на новинарството, мислам, тоа ви дозволило да истражувате и понатаму да пишувате. Дали можете да ни кажете некои други сличности, односно поврзаности помеѓу пишувањето и новинарството? Тоа е нормално поврзано. Секоја репортажа што ќе ја напишеш, дали е таа во 10-тина реда или во 50-тина реда, си има своја вредност. Врската е токму тука. Секое пишување, истражување го дава резултатот. Дали ќе се работи за кратка репортажа, дали ќе се работи за интервју, во секој настов и во секоја тема си има своја приказна. Паралелно со новинарството, јас си работев, истражував и, да речеме, драги ми се и книгите во кои пишувам за спортот во Кочани. Бележејќи ги сите луѓе спортисти од Кочани кои учествувале на Олимписките игри. Тоа е книгата под наслов "На Кочани со спортска љубов". Потоа, по повод 50 годишнината од постоењето на боречкиот клуб Спартак, ја направив книгата "Боречки клуб Спартак 50 години растеж". Од областа на театарот напишав неколку книги. Да речеме, се зафатив со истражување на околискиот народен театар на Кочани, кој работел од 51-та до 59-та година. Театар кој бил втор театар формиран на ниво на Македонија. Потоа истражував за работењето на драмската аматерска смотра. 91-та година беше објавена првата книга под наслов "Повеќе од игра", во која беа регистрирани сите настани поврзани со драмските смотри. Таа книга сега е и како дел од литературата на ДАФ, кој дојде во Кочани. Инаку, паралелно со истражувањето и пишувањето, се зафатив и со преведувачката работа. Да. Инаку, мојата поезија досега е препеана и објавена на полски, турски, во 2 збирки на словенечки јазик и од пред 2 месеци е препеана и на српски јазик. А минатата година црногорскиот поет Сретен Вујовик во списанието Огледало објави 7 мои песни препеани на црногорски литературен јазик. Паралелно со преведувањето со објавувањето на поезијата на балканските јазици, јас работам и со преведувачка работа. Преведувам од словенечки и од српско-хрватски јазик. Од словенечки јазик до сега го имам преведено словенечкиот поет Тонев Тичар, како и една група од 5 словенечки поети од Камник, градот со кој Кочани во 2003 и 2004 година беше збратимен град. Паралелно со тоа ја преведов и книгата од Ангел Лазаров, Кочанчанец, инаку пуковник во пензија, сега покоен, и доктор на науки по нуклеарна физика. Книгата носеше наслов "Од бабино колено", тоа е во делот на Пресека Кочанско, до Белград. Целата негова животна историја беше прикажана во таа книга.
и на крајот последниве 2-3 години преведувам од српски јазик, до сега имам препејано 3 стихозбирки на српскиот поет Неделјко Терзики. А имате издадено околу 60 на книги. Кажете ми, какви се вашите планови за иднина? Дали се работи нешто ново и дали јавноста ќе биде наградена со уште едно ваше дело? Па не уште со едно, уште со неколку, да. Ако ме служи здравјето, бидејќи јас преку еден ден го посетувам и одделението за дијализа, каде што сум зависен и од апаратите на дијализа, меѓутоа и од работата на медицинските сестри и на лекарите во одделението на дијализа во Кочани. Преостанатите 2-3 дена кога сум во добра здравствена и физичка состојба, еве како и денес кога го вршиме ова интервју, јас работам. Моментално работам на пишувањето на историјата на аматерскиот театар во Кочани. Јас бев член на аматерскиот театар во Кочани некаде околу 14 години, 15. Аматерскиот театар започнал да работи 67-та година со формирањето на Домот на културата. Од тогаш па се до 90-тите години го имам собрано сиот материјал, бидејќи јас бев дел активен како актер, аматер во аматерскиот театар. Тоа се работи за театарски представи по 2 или 3 во сезона. Тоа е многу. Потоа работам на истражувањето на кочанските занаети на крајот од Првата и после Втората светска војна. Тоа е многу интересен материјал, каде што во Кочани и во старата Кочанска чаршија постоеле некаде околу 30 занаети. Малку чудно, меѓутоа и вистинито. Меѓу нив постоели јанови бакалници, меѓутоа можам да кажам дека постоеле и некаде околу 6 или 7 јавни куќи пред почетокот на Втората светска војна. Значи Кочани бил развиен дел во овој дел на Македонија и народот бил богат со занаети и со старата Кочанска чаршија. Паралелно со тоа пишувам и поезија, меѓутоа се надевам дека во најскоро време ќе објавам уште нешто друго. Јас ви благодарам на денешното одвоено време. Почитувани гледачи, ние овде го завршуваме денешното издание на емисијата Интерактив. Се гледаме во следната прилика, до тогаш довидување.